Jagneškoto i godinava ke ne gori, cenata ušte od sega izgor skapa. Na malo kilogram jagneško se prodava od 320 denari pa nagore. Pa mnogo je skapo i to, pa ne može da si go dozvoli seko da go kupi, previše. Pa skapo je? Ne može se biti Pa ne. Ja lično ne. Ova znači deka za predstojni od Velikden jagneškoto pečeno ke zamirisa vo malku domovi. Ko ima će kupува, ko nema i drugo pojeftino ki si zeme. Тук тежко се купува. Ягнешкото više минава року. Тие знае се кој ќе дадат. 50% дали 80% тие ќе земат. A pita ги другите дали ќе земат. Продавачите високата цена на јагнешкото ја објаснуваат со високата откупна цена која сточарите на нив им ја бараат. Од друга страна, сточарите се категорични дека пред да стигне до кланица, едно јагне на нив им јаде многу пари. Храна е скапа, а оно е неплатено, уопште не се платени. Мислим, према другите артикли што се продукти. Големи се трошковите, најмалку 30 тона а јачмен трошам. Најмалку 20 до 25 тона детелина. Значи тоа цената е 12 динара, 13, па и 14 јачмена дојде. Како да правиме математиката не излава никако. Со години наназад јагнешкото месо за обичниот народ е многу скапо. Традицијата јагне за Великден одамна ја заборавивме, па се поголем број луѓе месото го заменуваат со други продукти. Глави, шлески, бубрези, таква се некои се джигери, се тие работи уж дутрици, така да поединечно ви викаме или джигер се 1 кило, 2 кила, или 1-2-3 глави, гледам како што се случува по околината и сето тоа се сведува се на тоа. Годинава сточарите се жалеа на увозот, па дел од јагнињата им останаа во трлата, но ова цената не им ја направи пониска. Лошиот пласман, високите трошоци и плиткиот джеб со години наназад резултираат со висока малопродажна цена, желни граѓани и намалено одгледување на јагниња.